Почитувани граѓани и представници на медиумите. Медиумите кои се под директна контрола на власта, предводена од ВМРО ДПМНЕ, секојдневно ги трујат граѓаните со невистини поврзани со наводно реализирани проекти на оваа криминална и ненародна власт. Речи се пред една година, локалната власт, начело со градоначалникот од ВМРО ДПМНЕ, Илчо Захариев, се сликаа и сечеа ленти за пуштање во употреба на реконструираната канализациона мрежа во оваа населба. Тогаш ги уверуваа граѓаните дека конечно нивниот проблем ќе биде решен. Дека на лагата и се кратки нозете говори состојбата во која што денес се наоѓаат стотина семејства од штипската населба Македонка. Старата и дотраена канализација само за една година во неколку наврати се излеваше во домовите на граѓаните, нанесувајќи им материјални штети, како и опасност од ширење на заразни заболувања. Но локалната власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, како и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаџиев, наместо да се заложат за трајно решавање на проблемот на овие граѓани, повторно се одлучија да ги манипулираат, вадејќи ги машините на терен со кои што наводно ќе се чисти канализацијата, иако добро знаат дека таа е дотраена и нефункционална. За трајно да биде решен проблемот на овие граѓани, потребно е да се обезбедат индивидуални приклучоци до домовите на стотина семејства. Ваквиот зафат би чинал некаде околу 450.000 денари за сите стотини семејства. Бараме овие средства да бидат обезбедени од буџетот на општината, со што конечно ќе се стави крај на маката на овие семејства. А јавното предпријатие ќе заштеди со тоа што ќе ги намали трошоците за постојано сервисирање и отстранување на дефектите на оваа канализација. Ако се има во предвид колку средства на граѓаните беа потрошени за изградба на споменици, фонтани и барокни фасади, сметаме дека оваа сума е незначителна бројка во однос на сите непродуктивни трошења.